кажете, па ќе бидете спремни. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес презентираме што сме сработеле во 2 години постоење на Министерството за дигитална трансформација. Ова не е отчет само за бројки, системи и закони, ова е отчет за тоа дали државата станува подостапна за граѓаните. Министерството за дигитална трансформација ја започна својата работа пред 2 години во една мала канцеларија што требаше да личи на кабинет, со наследени проблеми, субстандардни услови за работа, без систем и со дезорганизираност кај вработените. Не беше воопшто лесно, но го прифативме предизвикот и заедно со мојот тим деноноќно и посветено работевме, трасирајќи по патот на новото министерство кое испорачува за граѓаните. Наследивме тужби од приватни компании, тужби од поранешни вработени, тужби од Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги Македонската радио телевизија, кои достигнуваа милионски износи. Наследивме уништен возен парк, без ниту едно функционално возило и без соодветна пописна евиденција. Наследивме блокирани проекти од витално значење, проект за широкопојасен интернет, долг кон програмата Дигитална Европа, блокирани апликации, блокиран ИПА проект за дигитализација на услуги. Во одредени случаи поднесовме и кривични пријави против поранешни министри и функционери за злоупотреба на постапки за јавни нававки и на службена положба. Имаше системи кои работеа со прекини, институции кои не разменуваа податоци, IT законодавство кое последен пат сериозно било усогласувано со европските правила во 2018 година. И се боревме и успеавме да ги поминеме пречките и да забрзаме напред. Ништо што направивме не беше залудно. Денес слободно можам да кажам дека за само 2 години успеавме да изградиме институција за респект. Нашата задача беше јасна, да го поместиме системот од декларации кон реални услуги. Свесни бевме дека граѓаните не очекуваат од нас објаснувања зошто нешто не било направено порано. Тие очекуваат решенија, рокови, одговорност и резултати. Во Македонија предолго зборувавме за дигитализација. Се најавуваа стратегии, портали, системи и реформи. Но граѓанинот често не гледаше промена во својот секојдневен живот. Ние сакавме да ја прекинеме таа пракса. Реформа која граѓанинот не ја чувствува, не е завршена реформа. Дигитализација која не ја намалува бирократијата е само технички проект, не политичка промена. Затоа нашиот пристап беше едноставен. Помалку изговори и разговори, повеќе работа. Во 2025 година го постигнавме првото место по транспарентност на институциите во државата. Го организиравме дигиталниот самит на Западен Балкан со над 1000 учесници од цела Европа, со што Министерството и владата ги ставивме на мапата институции кои реализираат и во регионален формат. Според Maturity Index GovTech на Светска банка, Македонија бележи скок од 22 места и преминува во категоријата А со оценка 0,76 во споредба со 0,57 во 2023 година. За тоа да го постигнеме имавме 11 фундаментални приоритети. Првата и најважната промена која направивме е фокусот на националниот портал услуги.gov.mk. Овој портал беше замислен како централна дигитална врата до услугите на државата, но со години беше недоволно развиен и недоволно користен. Денес состојбата е поинаква. Бројот на електронски услуги на порталот се зголеми од 120 во 2024 година на 352 во 2026 година. Тоа е раст од 193%. Месечниот број на издадени услуги се зголеми од 1354 во 2024 година на 13445. Тоа е раст од 892%. Скоро 9 пати поголем број на издадени услуги. Бројот на корисници порасна од 110.000 на 267.000, а вкупниот број на поднесени барања се зголеми од 64.000 на 340.000. Само во 2025 година беа регистрирани повеќе од 92.000 нови корисници на порталот. Повеќе од вкупниот број на нови корисници од 2020, 2021 и 2022 година заедно. Ова значи дека граѓаните почнаа да го користат порталот затоа што конечно на него има услуги кои им требаат. Денес граѓаните можат целосно дигитално да добијат извод од матична книга на родени, венчани, умрени, уверение за државјанство, потврди за неосудуваност, одобрение за набавување оружје и десетици, стотици други услуги. Особено важно е што преку порталот целосно електронски беше спроведена и постапката за студентските воучери за купување електронски уреди за над 40.000 студенти. Тоа значеше онлайн аплицирање, без турканици, без непотребни документи и без пријави за корупција или нетранспарентна распределба. Ова е суштината на дигитализацијата. Кога системот е јасен, проверлив и еднаков за сите, се намалува просторот за субјективност и злоупотреби.
Нашиот втор приоритет беше да ги приближиме услугите на државата до граѓаните и физички, не само дигитално. До 2024 година постоја само 5 центри за услуги во Скопје, Тетово, Куманово, Битола и Охрид. Денес имаме 16 центри за услуги, со нови локации во општина Аеродром, Јагуновце, Штип, Кавадарци, Виница, Свети Николе, Неготино, Делчево, Прилеп, Струмица и Крушево. Просечно во периодот од 2020 до 2023 година годишно биле услужени околу 1800 граѓани. Во 2025 година бројот на услужени граѓани се зголеми на 11.000. Овие центри се важни, затоа што дигиталната трансформација не смее да ги остави зад себе оние граѓани кои немаат доволно дигитални вештини, немаат пристап до уред или имаат потреба од директна поддршка. Нашиот трет приоритет беше државата конечно да почне да функционира како еден систем. Граѓанинот не треба да биде курир помеѓу институциите. Ако една институција веќе има некаков податок, друга институција не смее повторно тој податок да го бара од граѓанинот. Затоа вложивме сериозно во платформата за интероперабилност, системот преку кој институциите меѓусебно разменуваат податоци. Во периодот од 2016 до 2024 година на платформата биле приклучени вкупно 48 институции. Бројот на институции поврзани на платформата го зголемивме на 89 во 2026 година. Тоа значи за 2 години направивме речиси исти исчекор како во претходните 8 години. Месечниот број на трансакции се зголеми од околу 708.000 на речиси 4 милиони трансакции месечно. Тоа е раст од 460%. Ова е една од најважните реформи, иако можеби најневидливата за јавноста. Но токму таа возможува помалку документи, помалку шалтери и побрзи услуги. И мораме да забрзаме со незина употреба. Нашиот четврти приоритет беше електронското работење во самата администрација. Затоа што не може да зборуваме за дигитална држава ако институциите се уште работат со хартија, интерни доставни книги и бавна размена на документи. Затоа го зајакнавме електронскиот документ менеджмент систем. Бројот на институции приклучени на системот се зголеми од 22 во 2024 година на 43 во 2026 година. Ние наследивме систем кој бил дисфункционален, 2 години без одржување, со прекини, падови и без воспоставени стандарди за сајбер безбедност. Денес тој систем повторно се користи, се проширува и овозможува институциите да не мора секоја посебно да набавува свој документ менеджмент систем. Само за 21 нова институција кои ги инсталиравме, доколку секоја посебно набавуваше или развиваше собствен систем, индикативниот трошок би бил околу 5,2 милиони евра. Со заеднички систем, овие средства се заштедуваат и се користи постојната државна инфраструктура. Нашиот петти приоритет беше правната рамка и Европската агенда. Дигиталната трансформација е дел од реформската агенда и од Европскиот пат на Македонија. До сега се ослободени 31,7 милиони евра како поддршка за Македонија од планот за раст само во делот на дигиталната трансформација. Важно е да се каже дека регулативите и директивите кои беа потребни за овој чекор не биле донесени уште од 2018 година. Ние го отворивме овој процес, го забрзавме и ги завршивме домашните обврски. Во изминатиот период беа донесени клучни закони. Законот за електронски комуникации, Законот за сајбер безбедност, измените на законот кои дозволуваат електронско архивирање, Закон за воведување дигитален паричник и дигитален идентитет. Во делот на роаминг како дом ги завршивме сите домашни обврски за воведување пакети за роаминг со ЕУ по исти цени како во домашните мрежи за интернет, повици и СМС пораки. Ова е директна придобивка за граѓаните, студентите, компаниите, превозниците, туристите и сите оние кои патуваат и работат со Европската унија. Дополнително работевме на законски решенија за пристапност на веб страниците и мобилните апликации за лицата со попреченост, за препознавање на онлайн медиумите и интернет порталите, како и за отворени податоци и повторна употреба на податоците од јавниот сектор. Особено е важно и признавањето на електронските документи како целосно валидни. Тоа значи дека електронскиот документ не е копија, не е привремено решение и не е нешто што важи само ако потоа се испечати па се заверува. Во смисла на пристапувањето до европските програми, од блокирана програма Дигитална Европа, по само 2 години, Република Македонија се рангира на 5-то место меѓу асоцираните земји во рамки на програмата Дигитална Европа по искористеност на средствата од програмата. Пред нас се само поголемите учесници Норвешка, Исланд, Украина и Турција, додека истовремено сме водечка земја во регионот на Западен Балкан пред Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово. Нашиот шести приоритет беше сајбер безбедност. Дигитализацијата носи нови можности, но и нови ризици. Затоа државата мора да има капацитет да ги штити институциите, податоците и критичната инфраструктура. За прв пат, Државниот центар за одговор на сајбер инциденти е примен во светската организација FIRST. Инвестиравме 2 милиони евра во опрема, обука на професионалци и меѓународна соработка.
Ова за нас не беше техничко прашање. Ова е прашање на национална отпорност, безбедност на граѓаните и доверба во дигиталните услуги. Во истиот контекст воспоставивме и механизам за блокирање на нелегални приредувачи на игри на среќа онлайн. Досега се забранети 358 нелегални приредувачи. Со ова се спречува анархија во овој простор, се намалува ризикот од кражби на податоци и се заштитуваат граѓаните од нелегални платформи кои работат надвор од системот. Седмиот приоритет е економијата и бизнис секторот. Дигиталната трансформација не е важна само за граѓаните, туку особено важна за функционирањето на компаниите. Затоа ги воведовме смарт лиценците, електронски систем за добивање, промена и проверка на лиценци преку националниот портал за услуги. Со ова компаниите добиваат појасна, побрза и потранспарентна постапка, а јавноста добива можност да провери дали една лиценца е важечка или не. Ова значи поголема правна сигурност, помалку бирократија и помалку простор за административна субјективност. Најсилната борба против корупцијата не е само во казните по злоупотребата, туку во системите што ја спречуваат злоупотребата. А кога постапката е дигитална, следлива и проверлива, се намалува просторот за лични интервенции, фаворизирање и притисоци. Затоа дигитализацијата е антикорупцијска политика. Во делот на поддршка на приватниот сектор обезбедивме поддршка од 60 милиони денари за Innovate Edich, дигитален иновацијски хаб кој помага во дигиталната трансформација на малите и средните компании, но и во обуки за јавната администрација во области како вештачка интелигенција, сајбер безбедност, мрежи и развој на веб апликации. Нашиот девети приоритет е вештачката интелигенција, образованието и дигиталните вештини во новото време. Го формиравме и Националниот центар за вештачка интелигенција Везелка во соработка со Финки. Ова е проект со вкупна вредност од 6,5 милиони евра со поддршка од Европската унија, во кој државата обезбеди поддршка од над 90 милиони денари. Целта е да се развие голем јазичен модел на македонски јазик, да се дигитализира македонскиот јазичен корпус и да се овозможи примена на вештачката интелигенција во енергетиката, јавната администрација, културата, здравството и земјоделството. Во ерата на вештачката интелигенција малите јазици немаат право на пасивност. Ако не инвестираме во македонскиот јазик во дигиталниот простор, ризикуваме тој да биде потиснат од големите јазични модели и глобалните платформи. Затоа Везелка не е технолошки проект. Тоа е проект за македонскиот јазик, македонското знаење и македонската дигитална имена. Во претходните 4 години државата не спровела системски обуки за дигитални вештини. Во рок од една година спроведени се обуки за повеќе од 1000 административни службеници и наставници. Во тек е и развој на електронски систем за управување со учење, кој ќе овозможи обуки за вештачка интелигенција, дигитални вештини достапни за целото население, но и специјализирани обуки за јавниот сектор. Паралелно, Министерството ја предводи програмата 21st Century Schools со British Council за дигитална писменост, логично размислување, вештачка интелигенција и работа со дигитални алатки во над 100 основни училишта со 1000 наставници и ученици од 9 и 10 години. Ова е прв чекор кон масовна дигитална едукација уште од основното образование. Затоа што дигиталната трансформација не започнува во институција, таа започнува во училница. Десетиот приоритет е безбедноста на децата онлайн. Го формиравме Националниот центар за побезбеден интернет за деца, МКСЕФНет, поддржан од програмата Дигитална Европа. Целта е да обезбедиме побезбедно дигитално искуство за младите преку едукација, превенција, алатки, совети и механизми за пријавување злоупотреби. 11-тиот приоритет е транспарентност и јавна комуникација. Воспоставивме интегриран систем за веб страници на влада и министерства со подобра заштита, подобра поврзаност и поголема транспарентност. Системот овозможува подобро прикажување на јавните набавки, огласите за вработување, вестите и информациите на институциите, а дополнително изработуваме унифицирани веб страници за 40 општини и органи на државната управа со современ пристап и поедноставна комуникација со граѓаните. Затекнавме систем за отворени податоци кој беше нефункционален, недостапен за корисниците и оставен без соодветно одржување. Не бил покажан ниту интерес за активно учество во релевантните меѓународни мерења и проценки, најверојатно поради очекувањата дека резултатите биле исклучително слаби. Денес состојбата е значително променета. Системот за отворени податоци е повторно функционален, надграден и достапен, а на порталот се објавени околу 100 нови податочни сетови. Воспоставивме и водич, четбот базиран на вештачка интелигенција, кој му возможува на корисниците полесно да ги пребаруваат, разбираат и користат достапните податоци. Исто така, по 4-годишна пауза го рестартиравме електронското полагање испити во државната администрација. За институциите и професиите кои имаат потреба од тоа, како градинки, брокери, осигурителни компании, машиновозачи и други области, да полагаат електронски. Нема повеќе корупција во овие процеси. Сега полагањата се онлайн, транспарентни и проверени. Почитувани, во делот на стратешкото планирање по 7 години вакуум донесена е стратегијата за развој на ИКТ секторот Smart MK 2030,
а по 4 години вакуум. Донесена и стратегијата за сајбер безбедност, а овие документи ја поставуваат насоката на државата за следните години. Почитувани граѓани, за 2 години покажавме дека дигиталната трансформација не е апстрактен концепт. Таа не значи извод без шалтер, уверение без губење денови. Таа значи лиценца што се проверува со QR код, институции што разменуваат податоци помеѓу себе, помалку документи што ги носи граѓанинот, а повеќе услуги на едно место, побрза администрација, поголема сајбер безбедност, повеќе дигитални вештини, повеќе можности за младите и повеќе доверба во институциите. Ниту еден од овие резултати не е индивидуален. Ова е резултат на тимска работа, на луѓе кои прифатија да градат институција од почеток, во услови кои често не беа лесни. Сакам јавно да им се заблагодарам на претседателот на владата и на вработените во министерството, на партнерските институции и на сите кои покажаа дека јавниот сектор може да биде професионален, посветен и ориентиран кон резултати. Ова што го правиме не е дигитална агенда. Ова е агенда за подобро управување, за држава што не им го троши времето на граѓаните и им испорачува повеќе услуги побрзо, за институции што се поотворени, поодговорни и поефикасни, за Македонија која не стои во место, туку чекор по чекор гради систем што ќе им служи на сегашните и идните генерации. Ова е почеток на една подолга промена, но темелите се поставени. Во следниот период продолжуваме со нови електронски услуги за граѓаните и за компаниите, целосна реализација на проектот за мобилна супер апликација М-услуги со услуги и дигитален паричник, унапредување на интероперабилноста, зајакнување на сајбер безбедноста, развој и употреба на вештачката интелигенција на македонски јазик и дигитална писменост уште од најрана возраст. Министерството за дигитална трансформација за 2 години покажа дека кога има јасна визија, дисциплина и тимска работа, резултатите може да се испорачаат. Почитувани, не тврдиме дека сите проблеми се решени, далеку од тоа, но тврдиме дека насоката е променета, од стагнација кон движење кое забрзува секој ден. Драги сограѓани, дигиталната трансформација не е проект на едно министерство. Таа е проект во кој треба да се вложиме сите ние, за да изградиме модерна, ефикасна и праведна држава. Македонија не смее да биде држава на чекање. Мора да биде држава што испорачува, затоа што власта не е привилегија. Власта е одговорност да оставиш подобар систем од оној што си го наследил. Ние не можевме да избереме каква состојба ќе наследиме, но можевме да избереме како ќе одговориме на таа состојба. Избравме работа, дисциплина и резултати, затоа што токму таква држава си должиме и на самите себе и на Македонија. Ви благодарам. Имате прашање? Токму така, уште ова лето ќе се видат првите резултати во заштита на македонскиот јазик во дигиталниот простор, затоа што првата задача на Везилка ќе биде да го дигитализира во најголема мера можна македонскиот дигитален јазичен корпус и во таа смисла ќе имаме производ, алатка, која што работи на македонски јазик. Потоа, во втора фаза, тоа е веќе од есента или од зимата, започнува нејзина имплементација во 5 клучни области кои што ги спомнав, затоа што тие се областите кои што и со стратегијата за ИКТ развој, но и Финки сметаше дека се приоритетни за државата. Тоа значи дека Финки во рамки на проектот ќе соработува со државни институции во здравство, во земјоделство, во енергетика, да им помогне да развиваат нивни процеси внатрешни базирани на вештачка интелигенција преку Везилка. Што значи дека ќе имаме алатка, продукт кој што ќе чита податоци на македонски јазик и ќе произведува потребни резултати на македонски јазик. Или да објаснам можеби попластично, на порталот услуги.gov.mk намерно не воведуваме алатки на вештачка интелигенција затоа што тие се базирани на некоја странска алатка. Со Везилка, кога ќе дојдете на порталот, веќе немаат вие да пребарувате услуга. Туку порталот ќе ве прашува, ќе биде агент или поддршка што ви е потребно. И ќе стигнувате многу побрзо до посакуваната услуга наместо да пребарувате, а ние позадински ќе имаме анализи, податоци, информации како се движат нашите корисници низ порталот. Ова е само една од примените кои што ги планираме, но очекувам ваква примена и во многу други институции. Министер, за жал, во последниот период се почесто имаме оние лажни фишинг пораки, особено поврзани со За среќа, помалку ги имаме. За среќа ги имаме помалку. Како да се заштитат еве граѓаните и што може да направи тука и државата и самото министерство? Ова е една од недостатоците на дигитализацијата. Ако позитивно е се за што зборував денес од побрза администрација, потранспарентни институции, побрза услуга за граѓаните, помала корупција, недостатоците се во делот на обидите за кражба на информации и обидите за така наречени фишинг напади кои што ги спомнавте.
Овие напади ќе продолжат да постојат. Постојат насекаде во светот, ќе постојат и кај нас. Дневно добивам на мојата мејл адреса пораки со фишинг пораки наменети да го излажат системот, да го пробијат системот или да украдат податоци. Свесноста кај граѓаните дека ова се лажни пораки и дека се фишинг пораки кои што сакаат да украдат информација е клучна. Што значи дека ние и во наредниот период и преку школите на 21 век со младите, но и преку МКСФ-нет за целата популација ќе работиме на подигнување на свесноста. Тоа е единствениот лек во овој правец. Не постои друг механизам на заштита на граѓаните освен да бидат свесни дека не секоја порака што ја добивате вистинска од вистински испраќач. Секогаш повторувам, прво се проверува испраќачот, да сте сигурни